Законот за амнестија кој в четврток влегува во собрание и ќе се најде пред пратениците, судската фела го дочека на нож. Носењето на законот за амнестија со кој ќе се спасат од затвор високи функционери е упад во казнено-правниот систем. Можам да се согласам дека на некој начин се врши упад во судството со ваквите измени. Сепак, знаете како, се наоѓаме во една состојба каде што судството е на удар на критики, а имаме состојба каде законодавниот дом, односно извршната власт, донесе закони кои што автоматски се одразија како последица на застарувањето на добар дел од предметите, познати звучни во јавноста. Доколку извршната власт, односно владата, имаше намера да носи ваков закон, мораше да го вклучи судството и на соодветен и транспарентен начин да се анализираат последиците од негово носење. Цени Георгиев, чиј став го дели судската власт. Прашањето е дали има соодветна анализа колкав е бројот на лицата кои што ќе добијат амнестија и дали амнестијата како политичка одлука за отпуштање на дел од осуденичката популација ќе биде соодветна за сметка на она што ние во судството го имаме, судскиот институт, тоа е условниот отпуст. Знаете, ако вие го користите на соодветен начин, ако го имплементирате условниот отпуст, тогаш немате никаква потреба од донесување на закон за амнестија. Заменик министерот за правда Викторија Мадиќ, кој претходно имаше различни гледишта со првиот човек на правда Кренал Ролога околу контроверзните измени на кривичниот законник кои таа ги предложи, сега вели дека е против носењето на законот за амнестија и оти постои друг начин да се намали бројот на осуденици во затворите. Единствено нешто што во јавноста го коментиравме дека кога се донесе тој закон се одредени случаи кои што се од јавен интерес се појави дека ќе може да предизвикаат и не е добро тие осуденици да излезат. Постојат и други алтернативни мерки, дека не мора со законот за амнестија да се испразнат, а тоа може да биде и условен отпуст, пробацијата. Иако судството се обидува да се спаси од одговорност, дискутабилно е зошто судиите дозволија да застарат делата на функционерите, кои се теретат за сериозни кривични дела по разни основи. Факт е дека имаше доцна правда, која траеше можеби недозволиво долго, но повторувањето на предметите се одлуки на второстепените или третостепени судови, се бранат од судскиот совет.